Па после 3-неделниот распуст кој што го има учениците од нашето средно училиште, во текот на вчерашниот ден, односно на 20 јануари, како што беше согласно календарот за организација и работа на средните училишта во Македонија, и ние успешно го започнавме второто полугодие од учебната 2025-26 година во нормални услови, без никакви проблеми, во двете училишни згради, во училишната зграда тука во гимназијата и во делот на интернатот, каде што имаме стручни паралелки од 3 струки. Значи, исто согласно законот за учениците кои што се на оддалеченост над 2,5 километри, согласно закон следува бесплатен превоз, тоа непречено се одвива и со стартот на второто полугодие. Општината навреме распиша и тендер и навреме се обезбедија сите потребни работи кои што беа за непречено да се одвива овој процес, така што календарски, значи од 1 јануари до крај на актуелната година, 26-та, значи до 31 декември, веќе се обезбедени сите потребни работи околу непречено одвивање на бесплатниот превоз на учениците. Значи, на радост на децата и на нашите ученици, па и на сите граѓани можеби, конечно ете и првиот снег го дочекавме во Кичево. Во делот на грејењето, значи ние оваа грејна сезона веќе започнавме да се грееме или да ги затоплуваме просториите во училишната зграда со новиот систем за грејење, кој што веќе е во финална фаза и наредните недела-две можеби се финални, каде што очекуваме конечно да се заврши тој неколку месечен процес. Добро е тоа што истиот работи на две варијанти, односно и на струја и на нафта, па додека се официализираат и се средат сите оние потребни компоненти кои што се битни да бидат дел од самиот процес околу електричната енергија. Истиот систем функционира на нафта е обезбедена, така што до конечната реализација на проектот, овој нов систем на грејење функционира на нафта непречено во двете смени и за двете средни училишта. Така, па фотоволтаиците веќе се функционални, кои што се наоѓаат на училишната зграда, и исто така планираме истото како капацитет да го зголемиме, се со цел, бидејќи, како што споменав претходно, и самиот систем на грејење ќе биде, како погон ќе биде електричната енергија, и добро ќе, бидејќи и од една страна ќе имаме поефикасно и поекономично работење со тие пумпи кои што ќе работат на електрична енергија, а со фотоволтаиците дополнително ќе произведуваме електрична енергија, која што дополнително ќе ни го намали трошокот во однос на грејењето. Исто така би сакал да споменам дека оние претходни фотоволтаици кои што ги имаше и ги има на спортската сала, на кој што е во склоп на училиштето, општината Кичево нема продолжено договор со таа фирма и најверојатно тие ќе бидат или се веќе исклучени од страна на ЕВН и ќе бидат или дислоцирани од самите места каде што се поставени на спортската сала, или можеби ќе се направи некој нов проект каде што истите ќе бидат употребени за тоа што им е намена, нели, за производство на електрична енергија, која што ќе ја користи Општинското средно училиште Мирко Милевски заедно со Општинското средно училиште Брит. Првиот работен ден, односно училишен ден, наставен ден од второто полугодие ни донесе една многу убава вест од страна на Министерството за образование и наука. Нашето училиште преку стручната служба поднесе своја апликација за проект кој што беше за реализација на активности кои што придонесуваат за меѓуетничката интеграција, за мултикултурализмот и за интеграција и толеранција помеѓу различните етнички заедници кои што ги имаме во нашето училиште, така што можеме да се пофалам и да се заблагодарам до Министерството за образование и наука што нашето училиште го доби грантот за овој проект и од 8-те средни училишта на ниво на држава кои што беа избрани да им се додели тој грант, ние сме прво рангирани, што представува еден успех и за нас како училиште и секако
може би сатисфакција и понатака да работиме и да учествуваме на сите проекти кои што ги нуди државата и може би и други проекти кои што се и надвор од државата или од други институции, се со цел развивање и на мултикултурализмот, меѓутоа и на сите оние сегменти кои што се битни за нашето функционирање. Исто така, сакаме да најавам дека општината Кичево ќе биде носител на уште еден одличен проект кој што ќе биде во интерес на учениците и на вработените, а тоа е реновирање на училишниот двор и оградата и дел од самата инфраструктура на зградата на интернатот, каде што напоменав, таму учат 3 од 5 струки кои што ги имаме во нашето училиште, така што веројатно нашата општина и градоначалникот на време ќе ве известат и вас медиумите и граѓаните кога точно ќе стартува овој проект.